И започнуваме со подкаст број 16, се надевам на ред. Досега не сме имале музичари гости за прв пат во свој каст, да ги најавиме нашите ретроманија, членови на ретроманија. Љубомир Митровски, Боби Ѓошик и Денис Кирчанов. Повели колегата, имаш нешто да кажеш на самиот старт на нашиот подкаст? Ништо добро дојде и од моје име во овој подкаст, се надевам дека нема да пееме овде во подкастот, но баш да доближиме ретроманија до обичниот граѓанин, музиката до обичниот граѓанин и како е да се биде во кожата на еден музичар, пред се ќе ги интересира многумина. Дали имаат воопшто приватен живот, колку заработуваат, бидејќи сметат дека музичарите многу пари добиваат бакшиши и така натаму. Ама јас нема да зборувам многу, бидејќи публиката вообичаено наоѓа замерки дека јас како Ваня Трајков многу зборувам во овие подкасти, така да колешката Мери како и женско ќе има задоволството да ги поставува сите овие прашања. Ако нешто дополнително ме интересира, јас ќе си попрашам. Шала на страна, добре дојдовте уште еднаш. Ајде да почнеме од тебе. Со оглед дека знам дека се брзаш некаде, треба да одиш, работиш во национално установа, но паралелно си музичар. Како се најде како е да се биде во кожата на музичар? Музичар е исто како и секоја друга професија, е поврзана со доста други области. Значи не е само музичар, музиката е поврзана со психологијата, со филозофијата, значи тоа е малку покомплексна. Покомплексна професија и така да се раѓа со љубов, значи кога е нешто со љубов, љубовта е пресудна за кога се има љубов кон нешто, за да има развој, за да има убав резултат, и на крајот да излезе еден убав музичар, значи треба пред се љубов да има. Само ова да го прашам, после остава. Не, нека, гледам дека ти тргна. Ми кажа, не, и тука може да се клучат сите, поврзано со психологијата, филозофијата. Да, и мене ме зачуди тоа. Стварно, што ти значи тоа дека е поврзано со психологијата? За мене музика е да компонираш, да свириш, да пееш, а не како со психологијата, филозофијата или пак нешто, некоја порака сакаш ми ги редо да го кажеш што, не знам. Малку ми изненади тоа. Не навлегувам во детали, тоа беше мој твое видување. Мој видување на нештата, да. Любе? Па, мојата прва животна жела беше да бидам музичар, да пеам, да настапувам. И да, како што вика Боби, значи треба да си има љубов за таа работа, да го сакаш тоа да го правиш. И не е тешко уопште. Воопште. Мене не ми представува некоја тешкотија. Едноставно го сакам тоа што го работам. Тоа. Ма добро, музичарите, извини, уште ова прашање после ќе дадам. После публиката била крива. Вие, Кирчанов и Ѓошик, не знам, работат и по други институции, но музиката кога ќе поврза музиката и со настапите, вообичаено таа е трета смена во наводници. И се прашувам воопшто тие имат ли свој живот? Да, имат, значи тешко е да се постигне на две фактички работи, да кажеме. Ама на крајот едноставно тоа го сакаме да го правиме. И не ни представува тешко. Пошто да, некој пат се жртвуваме. Ми иде, премногу иде, пошто јас работам и со прва смена, ама на крајот денот ќе си кажам, па јас сакам тоа да го правам. Што значат бакшишите, колешки? Што значат бакшишите? Ако треба и втора смена. Не, па така го разбрав јас, од љубов. Љубовта и бакшишите, не. Ајде, и вас да ве прашам. Во едно интервју прочитав еден музичар рече дека не треба да се сакаат парите, туку само музиката. Се согласувате со тоа? Кога сме кај бакшишот, со која цел настапувате? Така каже и Боби и Љубо дека пред се работи за љубов, нели? Така и бендот, нели, настана, не си кажавме и таму има многу пари, нели, ние сме супер, знаеме да свириме, нели, Љубо супер пее, ќе има многу пари, не. Апсолутно, значи се на некој начин тргна од тоа да направиме нешто кое е различно, нели? Јас и Боби свиревме многу одамна, нели, свиревме што вика Ване за бакшиши, многу често свиревме, нели, по кафеани и така натаму.
сега свираме сосема различно нешто кое навистина го правиме пред се од љубов. Па и јас сум секојдневно нели обкружен со музика таму и во гимназијата, нели. Таму го работам од љубов. Таму нема бакшижи, нема ништо. Значи, Секоја работа треба да се работи. Јас сум 9 месеци обкружен со концерти, со деца, сето знаете вие, нели, доаѓате и навистина станал збор пред се за љубов. Да, се согласувам дека нели и во секоја професија мора да постои љубов, но ова што и дури љубов го кажа, имам прва смена, па можеби 1-2 часа пауза. Па не е ова малку замашно од 7 часот или 8 часот наутро, па да се прибереш 1 часот или 2 часот поповеќе. Не знам, за тоа малку сепак има и жртва се. Додека можеме ќе издржиме. Јас кажав, нели се жртвуваме за да сето тоа, но нели на крај крајот него работиме без пари. Нели? Да, секоја Сепак професија, ние сме, нели веќе и во други води фамилиари и на секого му требаат плюс некакви финанси и за тоа сето тоа, нели едно вака дружење, случување со љубов и Тоа е жртва и кон семејството, едноставно И забава, и жртва, и љубов, и се на едно место. да. Ретроманија, интересно име. Можете да ми кажете како дојде до идејата? Не идејата и како се споивте, Или како приказната, да. Љубе добро пеа и како ви се случи тоа? Ретроманија беше името, значи имаше една компилација Ретроманија 80-ти, кој што ја слушав многу. Баш тај стил кој го свираме нели песните, Ретроманија на Ексиу, македонски евергрини и некако така се спои. Како се најдовте? Како се најдовме? Да. кажи го. Ајде, се молам ти рече дека они веќе соработувале некако ти улете или не знам како. Да, јас со Денис, мислам со Денис се знаев поодамна исто, кај него земав часови гитара. Боби го запознав покасно. Јас и Боби се знаеме Да. пак многу одамна. Првичната идеја беше го побарав Дени да направиме еден концерт за македонски евергрини и прв што ми текна беше на него. Беше во Salt and Pepper средбата, па Дени го покани Боби да дојде, а ние се знаеме и тројцата, само никој пат не сме... Без да знам дека Боби е во близини, јас му се јавам, викам, има нешто, викам едно случување или Боби вика... Има еден проект. Да. И Боби дојде во Salt and Pepper, И во тој случај дојде и Васко или Сиско. Авај вика да направат една свирка. Викам, ајде викам праваме. Првата свирка Да, е значи таму? првата свирка ни беше во Salt and Pepper, 26 мислам. Ама вака не подготвени. Не. Добро, само Малце, значи, направиме се еден репертоар кој што ги знаеме песните, 1-2 проби и стартуваме. Значи првата свирка. Колку време постои Ретроманија како група? Па сега во јуни 2 години. Прилично млада, да кажем, Да. музичка група, но сте За група, ама поединци со... поединци со музичко богато искуство. Со богато Јас искуство, како да не мислив дека кажам. се договориле и сега ќе паднат бакшижи. Тие Нема да пари бидеме ќе дома, ќе сакаме да излегуваме излегуваме со дома. младите, ајде да направиме на група. А, не е баш така. Така беше договорот или? Што беше пресудно за парите или за факт е и дека тоа сакав да кажам дека сте доста популарни во Струмица, тоа мора да го признаеме во последно време. На што се должи тоа? Приказната е сосема друга. Ајде да слушам. Значи, вака. Со оглед на тоа дека Струмица е град кој може да се пофали нели со богата музичка историја, со богата музичка традиција, така. Без разлика од овде се излезени многу познати имиња од забавната музика, од народната. Да. Уште години назад Струмица негова една култура на кој што имале Диксилен бенд, Джез Диксилен бенд, што не сме да се заборави. Сега понатаму се развиваат работи, значи како се раѓаат тие нели луѓе, музики, бендови, така и Ретроманија има таа чест да биде дел од таа традиција. Значи имаме честа да ја продолжиме таа традиција, да пренесуваме од колено на колено и самите ние да бидеме дел од сета таа богата. Да. Сонишката да се продолжи таа традиција, но и желбата да, бидејќи мислам дека сте единствени, ако не се лажам сега во Струмишко, може да ми просто останатите дека сте исклучено поврзани со зачување на тие евергрин или тие македонски забавни песни кои што
Игнаш, ако не се лажам, на Струмица Трша или Струмица Open Струмица Fest Open беше Fest, да. една песна кога ја слушнав, викам, од нафталин ли ја извадила ова и со да се пев и јас ја. Стараме да бидеме да, малку, знаеш, поразлично Да, и по-квалитетни песни, по... Зошто Хубави за баш слушање. евергрини? Од каде љубовта да ги реобновувате тие песни и да ги терате и младите да ги Самиот слушаат на збор вашите евергрини. жури? Зошто Македонските љубовта евергрини се према тоа? тесно поврзани со тие аранжмани со джез музиката. Што ние деламе или може да се кажеме дека ја познаваме со речено джез музиката. И љубов исто така. Сега овде кога ќе ги земеме сите вредности, синкопи, блузот, ритам, мелодија, тоа не води кон тие евергрини, кон наши аранжмани, кон наша интерпретација и кон наш израз. Тоа е Затоа оно се токму тие евергрини, беа не случајно. Тоа е она што сте вие сакате да кажете. Така е, кога ги Тоа ве следиме тие отсликува песни вас. ретроманија, настапуваме по тоа мото, да се Да. држиме до некој контекст, до некој кодекс на Да. реализација. Може, колега, повели. Може, наставничи професор, може, затоа кревам рака да ми кажеш дали може да поставам прашање или да одговарам. Може да одговара. Мене ме интересира се, значи, пак ќе се вратам јас на ова Salt and Pepper. Васко, поздрав, ќе ти пуштиме фактура, не е проблем. Прва вечер свирите. Значи, ова може би било вака, се почнале, но шо беше пресудното што останавте како тројка и продолживте понатаму? Дали таа вечер кај Васко падна добар бакшиш? Дај признајте еднаш дека е бакшиш. Сакам да те прекинам Не, хороскоп. и да се вратам на првото кажување од Ба, Боби, нели? хороскопот, Чек, чек. енергијата и едноставно Хороскоп. Има енергијата нешто. помеѓу тројцата и Не, Да. ќе се вратам на првото кое го кажа Боби, таа филозофија, таа психологија, Аха. која Трудов се презначено, објаснува. пардон. Ага. Тоа е Да, некако таа хемија харизма, која... таа и хемија, да, Хемија не е што да браво. спои. Значи, Аха. таа хемија дојде до, нели, до ден денешен. Мислам. Не, за да се почне нешто треба да се потрефи. Освен оваа хемија што Да, ја спомнавте, да, ама да. може и треба освежување, мислам, нели? А, добро. Треба, Добро, треба. добро, јас да си прашам. Да. За да останете 2 години Без и да бидете освежување. барани пресудното, нели? Сте се собрале, ајде да почнеме, ајде почнувате со 2 проби, но тоа можело да значи дека утре секој по својот пат соглед дека сте индивидуални и добри музичари. Тоа ми беше поедната, што беше она, освен тој евергринот и таа желба, љубов, психологија, дали Може бакшишот ли, имаше нешто... Не, може би сме одлични музичари, Да. не добри. Тоа сте да. Да, да, Многу добри. и тука пак има хемија. Но, Може ајде би- да не откриваме до толку, И Добре. моментот Добре. како се имаат поминато на првиот настап, како ги имаат доживеано публиката таму. Може би и тоа е. Еца енергијата помеѓу нас, дружбата, добрите Ние луѓе, приватно сме добри добрите пријатели. пријатели, Другари, па пошто да, не ни треба многу договарање на нас, значи Да. ако се договориме во Да, толку да, час, беше во толку, значи никој не скоцкано на екскривира, значи никој не репертоар. За таа вечер скоцкавме еден репертоар од неколку песни со Боби со љубов, ајде тоа ќе свираме друго. И беше многу, и јас лично нели не заборавам на таа вечер, зошто бидејќи имаше толку многу народ. Значи Тоа, да. до ние што викаме нели Ливијовџијската улица и беше една топла ноќ, значи почеток на лето, страшно жешко беше, може да кажам. Имаше во еден момент снема пиво, снема крик. О. Значи беше страшно, затоа велам Васко, нема дупла да фактура ќе ти заборавам. пратиме, да знаеш. Да, дупла фактура. Го спомна професорот Кичанов репертоарот. Таа вечер сте стокмиле репертоар, но предпоставам дека морате да ги задоволи, освен вашиот репертоар, дека го слушате и она гласот на публиката. Предпоставам дека мора да правите некоја промена во одредени ситуации. Што барат струмичани како музика? Ајде бе. Па, од се помалку, како што викам. И од Мирослав Илич? Па да, зашо да. Кај свирите? Тоа Ете, значи ете го дека бакшиш. се Кај свирите Па вечера? на Евергрини нема баш бакшижи, ама на Мирослав Илич мора да признаете, Јас да. после таа пандемија, после сето тоа негативно случување од 2 години кога застанавме, нели, што и да свиравме, мислам дека затоа, нели кажав,
имаше навистина многу народ и беше полно. Значи, што таа вечер и да не знаеш да свираш, мислам дека имаше народ. Мислам од мене кажано, а реално. Па да. добро, може би спретно околности, но сепак ако не сте биле добри, сигурно немало да застанат и да ве слушат. Може би ќе била една вечер, две вечери, нема да свират. Сепак и квалитетот она што го виделе, искуство. ете така, и предпоставам дека го повлекува и ти го задржува вниманието да бидеш присутен од таа забава кој што ја правите, од тој аспект. Не само пандемијата или дека што и да сме направиле таа. Не, јас мислам дека сепак струмичани знаат што е добра музика. Не сакам да кажам дека до тој момент многу малци имаше свирки и многу малци имаше случување. Значи, од тој момент нештата на некој начин од јуни месец се отворија и започнаа, нели, свирки. Значи, вие сте постпандемиска група. Да. Со прележан ковид. Со прележан ковид. Јас се сеќавам тука, пак ќе се навратиме на момент на Evergreen вечерта која што организиравте и беше прекрасно. Имате ли планови за оваа година? Да, имате ли некои концертот проекти? ќе се одржи на 26 јуни и исто ќе прославиме и роден ден на Ретроманија. На Струмица Опен? Да. Ќе ни откриете каквов ќе биде насловот, ајде да кажем, на Оште немаме, ама пак ќе биде во тој контекст, значи македонски евергрини, Ретроманија. Кажи нешто, драга. Па макар Добро, не е проблем. Кај ќе биде концертот? Не во Малиот парк. Тука. Исто? Тука, да. Проти Europe House, од каде што го реализираме овој подкаст. Поздрав и до Повелите, да, и сите струмичани, повелите. Апсолутно. Ќе дојдат. Сите оние кои што биле на ваши забави, сигурно знаат дека знаете да ги погодите во душа и во оној музички нерв, како што ме погодивте мене на Струмица Опен, не ми текнува која песна беше, се обидувам да... Сега, до крајот на подкастот ќе им текне. Ќе дојдеш на рандеву. Не кажеш. Таа Јас дури... песна, многу прашуват, вика, од каде, наша ли е? А викам, знаеш ли што е рандево? Ги прашувам моите ученици. Ево, во петок бевме на рандеву во Гостива, републичко рандеву. И вика, професор, што е рандеву? И еден ученик од турската национална вика, професор, рандеву е состанок. И сите гледат учениците, нели? И викам, има една песна одпеена од која беше од Катица. Катица Джекионос. Да, ќе дојдеш ли на рандеву? И ние свиравме. И на првиот концерт. Да. И затоа му кажав на вас, не го канам на рандево, нели ќе го поканам некој кафана да дојде. Може да. Сакам да прашам конкретно вас себе, професоре, предавате музичко, како се вика, музичка култура? Музичка култура, музичко образование, музичка уметност. Музичко. Да, каков е интересот кај младите за музика? И дали Голем. имаме таленти, знам дека имаме, свесни сме дека. Мислам дека гледате, затоа кажав на почетокот, нели, често пат се среќаваме со Вани и со има доста ученици, навистина, со обзир на тоа дека учениците ни се намалуваат. Да, но интересот е, ако се вратам назад 10 години, исти е интересот. Учениците се пријавуваат за хор, за оркестар, има доста инструменталисти, понекогаш треба некој да му кажеш, абе не си доволно спремен, знаеш, за да не го повредиш на некој начин. А има многу. И се повеќе излегуваат млади со групи и се пробуваат. Јас знам, познавам деца од 16-17 години, си имаат направено своја група и си свират, се прават рок свирки. Дали тоа е, пак и се вратам на колегата, за пари се прави тоа или стварно од љубов и стварно тоа што ја сакаат музиката или... Да одговорам, професоре, на тие години јас би сакал да свирам, сите девојки да гледаат во мене. Тоа е најубавиот одговор. Да. На тие години ученици кои ми беа во оркестар и нели познатите да ги кажеме наши од Струмица овде кои, нели Александра Јанова да ја кажеме, нели како вака истакнат вокал, свираа многу по кафичи. Многу, не стануваше збор, нели, за пари и значи тоа е младост, лудост. Да. И славата ми е битна. И славата, да. Многу е важно, нели, ке застана со гитара, свири вечер. И на еден начин искуство собираш. Не, јас сакав,
кога ги спомна Мери младите, прашање до сите тројца, мислам музиката е еден широк диапазон, многу правци на музика има, некако добивам чувство дека повише се хип-хоп сега, не знам, тоа е моја перцепција, можеби да грешам. Но едно од ретките сте вие кои што се обидувате да го зачувате таа традиција, тие македонски, не само евергрини, македонската забавна песна кои што ја негувате. Колку младите ги знаат овие песни или веќе го осеќате кога на втор, на трет пат ќе ја слушнат песната, не знам. И многу ми е чудно некоја песна што после 20-30 години станува хит во нашава земја. Дали младите навистина ја сакаат македонската забавна музика или пак повеќе се сега има, реков, многу правци кои електронска, кои хип-хоп, не знам, сега да не навлегуваме. Секоја генерација си има свој вид на музика кој што се забавува. Така можеби кога ќе пораснат повеќе, да кажеме, може ќе се сетат на македонската музика, ќе почнат да ја слушат. Така дали тие 16, 17, 18 годишници или пак тинејџери, ајде да ги кажем што туку се помалетни, веќе ги знаат тие песни македонски евергрини или па некои ги знаат, да, не може сите да ги знаат, ама некои ги знаат. Нормално. Јас мислам слабо ги знаат. Слабо по тоа кое јас го гледам, нели, бидејќи сум, нели, окружен апсолутно со вакви, пак ќе спомнам минатата недела во Гостивар имаше 45 средни училишта, имаше повеќе од 40 бендови. Значи, ако имаше не повеќе од 10 на 15 македонски песни, другото се беше странска музика. А евергрини не. Добро, на што се дължи тоа? Не ја негува. Се должи на недоволна едукација кај младите околу негување на македонската музика, не само нели евергрините. Ние имаме прекрасна, вчера слушавме со Боби на радио, не знам која песна беше. Аде Боби се нели да? Да, дури не е важно, вика, слушај, вика, ритмот кој е на староградската македонска песна. Вистинската староградска македонска во 7-8 или во 9-8. Отпеана, значи со гласови, значи се ежам кога ги слушам песните. Нема доволна едукација. Бобе, колку се важни медиумите? Ако евентуално одреден медиум пласира македонска забавна песна, таа да биде на површина. Не знам. Имат ли влијание и медиумите? Се додаат, многу биден фактор се медиумите, да. Во денешно време се пласира, меѓутоа е за нешто да воскресне, како ви што рековте, лека композиција. Многу е битен интерпретацијата на изведувачот, како ќе пренесе со каква енергија некоја стара песна, како ќе ја донесеме сега ние. Меѓутоа тоа не се случува само со македонските евровизии. Зошто ние имаме добар бранд во кај нас млади што слушаат heavy metal, што е за поздрав. Добра музика, супер техничари, супер гитарист, heavy metal, супер музика. Значи и на тоа треба да се размислува, и тоа треба да се форсира. А и тука и како медиумите може да предонесат. Да биде и heavy metal, и македонските евергрини, и джезот, и класичната музика. Да, пресни се медиумите. Знаете што мене изненадува? Се не го знам момчево ова од Босна, Стојано Мори, буквално, не знам, над десетици илјади споделувања на социјалните мрежи. Дали требаше некој од страна да го разбуди тој нерв на наша традиционална песна? Како тој ја донесува песната, како ја донесе. Тоа е краток одговор. Начинот на кој Мислиш енергијата која што ја пренесува начинот на интерпретација? Да. Мислиш дека ние меѓу нашите деца нема дете кој што може да отпее или пак се срамува, не сака, не знам. И да ги охрабриме овие. Како како да ги мотивираме. Тоа е момент, тоа е миг, младите се случува или не се случува, се разменува или не се разменува, тоа е баш тој бил да го направи тоа, да се реализира и да има таков резултат како што има тоа момче вие што го спомна. Да, гледам и концерт, дури имаше сега во Крива Паланка, не знам дали околу 15 мај, не сум сигурен, дури или можеби покасно да се етикирали методи поканат од општина Крива Паланка да реализира концерт, што ми беше изненадувачки и викам, леле, дали требаше некој да ни го разбуди тој нерв на добра музика и добра песна од страна отколку ние сами. Тоа ми беше. И затоа сакав да прашам колку медиумите имаат улога. Исто се случува и обратно.
Да? Тоше Проевски донесе мој Дилбера, нивна Да. песна, значи има и фендек од наша страна према нив. Од таму према нас, од Македонија, да кажеме, према Босна. Апсолутно. Таа е Апсолутно. размена на... Да. Да. Уште едно прашање и ќе мораме едни од гостин да го освободиме. Сепак кажавме хоби, обврски, немаме проблем со тоа. Нема бакшиш таму кај што ќе оди. Знам дека е доста сте зафатени и со обврски и со вечерни свирки се. Имате ли време и за да компонирате нешто ваше? Нешто авторско, како се кажува. Дали сте направиле нешто како проект или планирате во иднина нешто да сработите, да биде нешто ваше, нешто да се изработи? Имате ли идеја за тоа? Па како ретроманија немаме нешто наше. Од овој бенд не, како поединци, да. Како поединци? Да, и во припрема и материјал за албум има. Меѓутоа, секој пат постои прашањето дали е тоа окей, дали е добро, дали да почекаме нели што малку со годините иде и зрелоста. И мислам дека ќе излезе и бидејќи сепак на крајот авторското е најбитно за секој музичар да твори, да остави нешто зад себе понатаму, не само да нели убаво е тоа што го правиме, ама уште поубаво и да оставиме нешто за нас, нешто авторско. До сега јас имам компониран неколку детски песни, рок песни, некои бидејќи на джез студии припрема за джез композиција, театарски представи, песни за фестивали на деца. Има нешто авторско и тоа е, меѓутоа, за конкретно да кажем албум, мислам дека во иднина тоа би се случило. Да созреем уште малку како бенд. Така, да. Не, еден проект за авторски песни си баре и средства, тоа се уште они нема толку собрано, нема толку собрано. Да, им треба, бидејќи свирка да се на контото да легнат. Не, вообичаено велат за една песна за снимање одреден спот, дека тоа суми толку, не знам, јас навистина не знам. Лаик сум во таа нам. Мене ми беше љубе, рековте, репертуарот кога го составувате, никако дали го слушавте како се вика гласот на публиката и знаете ли да го менувате репертуарот, ако евентуално 4 ноќи едно по друго треба да свирите на една листа локација, да не биде едно исто? Ние секој пат кога свираме различно. Значи имаме голем, широк репертуар од секакви песни. И никој пат не се поклапа некоја песна, да кажеме. Се случува, некој пат да се поклапат некои песни, али претечно гледаме да биде секој пат поразлично. И начинот на свирање да биде поразлично, и начинот на пеење да биде поразлично. Како ја дигаш атмосферата? Знаеш, ти си пред микрофон, вие сте тука на сцена. Не ли пееш песни, гледаш дека публикава не реагира. Зависи каде свириш, во кој локал свириш, каква е публиката. Има повеќе фактори. Колку сме одморени. Не, навистина тоа ме интересира. Да, и дали уживате, еве на вечер, ние одеме во кафана, сакаш да кажеш Мирослав Илич свири. Како сте вие од таа страна на сцената? Уживате во тоа или чисто професионално си свирувате и еден сат? Мора да има уживаш? Да, секој пат. Да, се случува некогаш и да ти е дојдено што викаме прекупава, но не смееме на сцена да изгледаме вака. Механички не смее да се Еден аплауз менува се. Да. Колку и да сме изморени, колку и да... Па те како девојки фрлат нешто. Да. Нешто. Колега полека нешто. Кој знае што може да се фрли? Еден меченце, ќе му фрлат меченце и како нема да ги мотивира. Колку повеќе аплауз има, толку... Добро, само освен аплаузот не, мислам вака и некој ако фрле. А има и мече. Па добро, може ајде и градник, еве на пример. Не сме толку хардкор. Па зависи ако те погода песната, не се знае. Не знам колешке. Прочитав на едно место дека полесно се пренесуваат емоции преку песна и музика отколку со зборување. Тоа важи и за вас? Ако треба да се еве конкретно за девојка или не знам. Како би подобро би пренесле емоција? Со зборување или со песна? Лично за мене мислам дека со песна, пошто јас многу по зборување не сум. Па да, со песна, од моја страна. Професоре? Да.
Да, и јас сум на негово мислење, не дека не зборувам, но мислам дека кај нас нема како на друг начин да биде. Значи ние сме нон-стоп окружени со песна и да, само тоа можеме најубаво да го пренесеме. Јас сакам понатаму Љубе, да ми пееш, колега, за да имаме Љубе сакам да го подобри- прашам бидејќи е пресен во брачните води, ако не се лажам Зависи во од скоро. преносот. Дали со песна ја запроси сопругата? Со песна не, ама се запознавме на Свирка. настап. Да. Не, нели, со песна полесно рече дека ги изразуваш емоциите, па да си прашаме дали со песна, па некој нов тренд е тоа на запросување, не знам да сакам. Дали со песна е запросена, не знам. Се брзаш? Едно прашање. Може. Да. Професор Велики му ослободите. Ајде, нема да пишам неоправдано. Јас ви посакувам во успешна емисија. Благодарам. Убаво се најдобро да се видиме во други моменти, пак зубаво, пак заедно. Меѓутоа јас сум Да. поканет на промоција на книга, Апсолутно. учествувам со уметничкиот програм на гитара и така да мора Рековме, да... имаме Имате обврски, разбирање за- во најмала рака на 26 јуни Мал градски парк, Ретроманија слави роден ден, трети, втори роден ден, Концерт за да уживаме. македонски. Ако на друго место, море, ќе ги прашаме ние кај Ајде, може да ги прашаме, слушаме, да, може. Поздрав. кај ќе ги слушаме Чао. до Чао. 26 јуни. Пријатно. Секој добро, Боби. Чао. До 26 како се со обврските, матурски, веридби, прослави? Да, тоа, Прослави. дали има тренд се уште тие матурски вечери да се прават како свадби, како што знаеме ние да кажеме? Како се организира? Нашиот начин на свирење и мислам и на тие забави не е како класична свадба, сепак свира малку позабавно. И сега трендот е и свадбите да бидат малку позабавно, значи свираме и свадби. Свираме и класични свадби, ама преферираме да свираме повеќе забавно на свадбите. И младите, па последната година да кажеме, повеќе за забава отколку за класична свадба. И што на мене многу ми се допаѓа. Одлично е и тоа, мене не ми беше прашањето, сега точно дека имате маторски свадби, прослави во некој бар, локал, како што беше Салтан Док, за Salt and пуштена Pepper. Салтан Пепер, извини. Кога го рекламираме да биде до крај изрекол. Каде може и на друго место да пуштим уште една фактура, тоа која ќе сакам да прашам. На друго место кај ќе ме може да ме видат кога не сме да имате прослави. Бирате локали каде ќе учествувате, имате некои, не знам, критериуми по кои Не баш критериуми, но... или публиката ја бирате каде ви настапувате, не знам. Апсолутно, мислам дека Достатни сме за себе. достапни сме за себе. Синоќ свиревме во Босилово, нели денес е празник, голем празник. Да, таму е во Босилово, нели што викаме Саир. Да, и вчера бевме таму, свиревме. Нели, но пак се придржуваме до нашето, нели, да нема нешто кое е надвор од границите. Да, па луѓето беа, не знам, бевме прекрасно пречекани. Значи и со Evergreen, што започнавме со Evergreen музика, Со XU музика. втора пауза да XU музика. А каде беше овој во Босилово рековте, каде? Усилува на Чардак, што е. Кажете фактура. Абе не е проблем, Не кажете. е проблем тоа. Вака до овој концерт годишен или по повод роденденот, освен имате вака веќе закажени свирки по Струмишкиве. Па да, цел мај и јуни веќе ни е исполнет. Значи, ќе мора Ретроманија да ја ангажирам уште од сега за септември. За свадба. Па да. Не е за забава. Па да. По колку по на време, толку по. Скапи сте? Не. Што Нормално. значи- Што значи тоа не? Па нормално. Не може да видиме прескап. Не, тоа сакав да одговорам на тебе. Колешки, ако сакаш, ќе си платиш ти 1500 евра, може да ти свират на тебе и во твоја стан. Јас ќе ги шармирам, ќе ги слегнам на сцена, скапо ми е 1500 Никакви евра не спомнавме. Добре бе, јас кажав, не ти. Или Он сака процент. Имате менаџера, ако немате може колега да бане трајно. Не, ми беше зборот дека секогаш, нели, на прашањето каде се свири, дали бирате. Тоа е сепак договор меѓу самата Ретроманија и локалот кој што ги бара нивните услуги. Знае каква музика свираме, знае кој е нашиот начин на свирење и може да не викне. Да, и се случува
Во Струмица, не знам дали тоа е само моја перцепција или и така е. Значи, ако сакаш да излезеш да слушаш народно, знаеш таму ќе одиш. Ако сакаш хип-хоп, таму. Го има тоа и знаат, луѓе доаѓаат специјално вас да ве слушаат и да ве гледат. Имате постојани имаме постојана публика, да кажем. Да. Каде и да сте, тие знаат да дојдат и да уживаат кај вас. Да, имам. Тоа е веќе бренд, колега. Да, Ретроманија си е веќе наши пријатели. Пријатели, публика. И јас би кажал, тие кои што ги немаат слушнато, да се распршат кај настапуваат Ретроманија, па да ги слушнат. Може да. Нека на лайкнат на Инстаграм. Па така една фактура и на и на Ретроманија. Ретроманија. Ќе направиме компензација. Не, рековте, пак ќе се вратам на тој репертоар. Кој е профилот, мислам репертоар, кој е профилот на гостите кои што вообичаено се присутни на Ретроманија? Дали забележувате помали генерации или сепак таа константна публика која што ја имате на вашите настапи? Не знам, дали се збогатува со нови лица, предпоставам дека освен со оние емоции, нели, вели јас пеам за публика, но фиксиран се во погледот во некој. Но предпоставам дека гледате. Кога пеем, повеќе. Да. Така повеќе се концентрирам и на песната. Нема, молите. А пред малку професорот што кажа, ја запознав сопругата на свирка. Ами жеки како ја запознав? Не, тоа. Има и тука хемија. Не. Со едно толку, да. Со едно толку. Мене ми беше зборот публиката колку ве поддржуваат, дали знаат да запее, односно ај струмичани. Нели, вие пеете, ги забавувате, но колку знаат и тие да се придружат со вас? Знаат. Често пати се случува, знаат. Порано свиравме често пати во Рекорд папшове, нели. Многу често свиравме и таму имавме најдобра публика имаш. Мислам дека беше најдобра публика. Место на кое на некој начин, нели, публиката знае да се забавува. Ние свираме во концепт. Горе-долу секоја недела, нели. Во еден ден свираме, еве сега скупно. Таму фактура не праќаме. Да. И има различна публика. Значи, јас честопати гледам на некој роден ден и мои ученици од 16-17 години, не знам, се прашувам по некој зошто што барат, нели, ученици, но се на некој роден ден, на некој повозрасен и така, не е важно, но гледам дека уживат, гледам дека мрдат, гледам дека пеат, нешто се случува, значи не викат мале досадно. Ја сака нели? Да. Пак ќе се вратам на предходното. Ни недостасува воспитување, едукација за младите да разберат точно таа. Јас не велам дека не треба да се свири или да се слуша хип-хоп, не велам дека не треба heavy metal или електронска или не знам било која музика, но јас легувам на час и започнувам за рок-н-рол музика и поставам прашање, нели? Го спомнам Елвис Пресли. Една ученичка која е скрос одлична и вика: "Професор, јас не знам кој е Елвис Пресли." Да. И јас гледам и јас немам зборови толку. Застанувам до тука. Да, значи треба да малце повеќе внимание да се треба едукација. Значи едукацијата започнува од градинка, не од гимназија, џабе. Да, за тоа, нели, пак ќе кажам, евергрините дали ги пеат, дали ги знаат, нели, тоа беше прашањето, дали ги знаат младите евергрините. И да сакат да ги знаат, понекогаш не ги знаат. А се убави, нели, вика и која беше таа песна, многу убава песна. Чија си? Да. Аби, кога те нема на Хелена Благневе сега Ние снимавме пред околу 10 или повеќе години, снимавме CD во студиото на Горен Кугиц со Александра Јанева. Точно сега таа песна ја пееше. Имаме CD снимано со, нели, таа една наша, нели, да ја кажеме, најблескава златна генерација, нели, и направивме само евергрини. И CD-то беше толку беше промовирано, толку беше популарно CD-то, се пуша, се слуша. Да. И некако добивам чувство овие песни, јас пак ќе кажам, можеби 92, 93, 91, Маквестовските песни некако ми оставија многу силен печаток и мислам дека да, и пред што би рекол, не можам да ги најдам социјалните мрежи. И некако тешко се обидуваат овие нашиве познати имиња, некако да ги стават на сопствениот репертоар. Не знам зашто
форсираат можеби своји синглови, отколку да се посветат, што е проблемот? Па, Не баш како знам. што кажа на почетокот, медиумите се еден битен фактор да ги пласираат тие песни. Или пак ни недостасуваат Ај. музички емисии. Например, во забавната, мислам дека Зајди или која беше таму, имаше една музичка емисија кој што се враќаше на евергрините, во живо се свиреа и се пеа песни, сега не Да. знам, на една национален медиум, на Алфа. на Алфа, така, не знам како се викаше, заборави ако можеш, ако не се лажам. Исклучено таа емисија беше посветена на македонската забавна песна, она што со години. Јас на друго место не гледам, а зошто да не? Или кој е она ваша порака? Имаше еден момент во градинка, мислам дека има воведено како да ја кажам, часови по музичко или Да, има наставник, нешто. нели, таму во секој градинка има клавир, нели. Аха, да. И наместо, нели, учителките да свират клавир и да подпевнуваат на децата, сега од поново време, од пред некоја година, има наставник на децата во градинка за да може да ги едуцира. И да ги мотивира. Да, и тоа дете Тоа е кој ќе добро, влезе да. во прво оделение и таму треба да продолжи таа едукација. За кој ќе дојде, нели, средношколец, да знае, да биде најасно што сака да слуша. Да. Некој ќе дојде, ќе биде поканат на некој твој роден ден и да вика: "Туф, каква е таа Досадно. музика, нели?" Да. А ти му свираш некој прекрасен евергрин од 75-та, нели? Кој е златна плакета што се вика, нели? Нешто кое е богатство направено од Драган Джигоновски шпато. Значи, тоа се композиции и онда ти вика: "Пуф, која е таа песна?" Факт е дека децата не се слабо Ни едуцирани. се, значи Ни колку се. и да сакаме, нели, Да, да ги факт е криеме тоа. нештата и да Не и се јас сум доволно едуцирани. реален секогаш и Да. нема да кажем дека знаеме, не знаеме. Што е квалитет. Добро, јас Музика, имам тука што- една мала сугестија до ретроманија. Зошто да не, на пример, еве на Инстаграм под една минута толку дозволува, па мали сегменти од ваши свирки колку што може Имаме. Добро, ама колку што може повеќе, па ќе платите на биди свој, Па па ние тие ќе ќе ги пуштат. Не Шала се на страна, само шала на страна. ретроманија, Не, мислам, треба апсолутно, повеќе. апсолутно. Има многу во Струмица кои свират, не само ретроманија, Да, значи да. овде Да, има има многу прекрасни музичари, солисти, да. прекрасни Што групи, зборува. млади мои ученици кои свират и супер и свират и пеат, да, Да, и навистина една добра генерација, ако не се лажам, создадовте професоре. Да, со Анита, нели, мојата, Да. нели, Да. колешка, еден тандем, ајде да го кажеме, нели, од нас излегува многу ученици, тоа не е фалба, нели, Да. кога, Не, тама работа не е нели, фалба. со тие концерти, учениците се сведоци, започна и свирките на Те скафишите. консултираат и до ден денеска? Да, до ден денес. Те прашуваат за совети? Па доаѓаат, еве, во кабинетот доаѓаат, Да. често пати, знае да дојде Гонца, знае да дојде, нели, тука да слушат, да гледат и да имаме за дружба, да, поздрав и со е, нив, да. како беше божикниот концерт што го организирате? Новогодишно божикно Новогодишен? Годишен божикен концерт, но сега правевме музичко-драмски перформанс на тема Владо Јановски, одбравме песни. Да. Дури и Да, Владо должно ве се пофали. такви едни. Владо ве пофали и каже огромно благодарам. Беше Да. поканет, но каже дека бил во странство и не можел да дојде. Да. Ете, ние како медиум, биди свој, би ги Пушти. поддржале Ќе пуштиме музика. сите, ќе пуштаме Туку музика. мене ме и- интересира друго. Љубе, кај го осети ти тој нерв дека имаш глас за пеење? Кога? Не, сериозно. Да, Која време беше Сега ќе раскажам си една случка. Само да пееш не и е викаш, клише дома под туш. Многу Тоа- интересно. а не тоа ќе ги прашам кога да се тушира дали пее. Кога бевме мали, мојата сестра беше на детски фестивали. Аха. А јас немав никаква врска со музика. И ти љубоморен на сестрата? Не, кај мене се роди малку покасно. Јас бев некаде средна школа, мислам, кога проявив желба за музика. Се случи со едно CD од Елвис Пресли. Го слушав дома и некако почнав да добивам желба за повеќе, почнав да истражувам музика, рок н рол, нели, од тие години,
кога си млад, сакаш нели рок-н-рол, нешто вално Добро. таму. Па после мојот дедо исто е музичар бил, па од него ми беше првата гитара, кој што се, мислам и он ме научи да свирам. И се така постепено. Кој прв те слушна кога пееш? Комшиите. И што ти велат? Може уште една. Може да продолжи, да. Може да продолжи. Па да, мојата вежба или как да кажам, ајде да кажам вежбање на гласот беше буквално во дворот, дедо ми на гитара и јас на гитара. Јас свирам и пеам по дедо ми, дедо ми цело време викаше свири и пеј по мене. И јас цело време по него, он пее така и јас по него. Да, да. И гледаш на оградата, комшиите застанале, Па да, Дедо му значи... добро пеел, да. Да, Това значи- го имам слушнато од татко ми, нели, од постарата генерација. Покоен е сега, извини. Да. Да. Сепак Иначе- предпоставам дека е горд, Да. и големо благодарен, мислам дека сестра ти сепак те натерала вака да и докажеш дека и можеш и ти. Значи така почна. Од двор Понатаму, знаеш, повеќе истражуваш песни, бендови, стилови на пеење и така. си немаш снимано сам да се слушнеш како звучи љубе. Се имам, да. И? Повеќе пати. Од тонаа страна. Добро е. Добро е. Не е лошо. Професоре, ти си се одлучил некогаш да запееш? Јас искрено ти кажам, те немам слушното, можеби она како ги пратешки вокали. Да, пратешки, да. Ама главниот вокал, си се обидел некогаш? Не да сум На се часови? обидел, значи пеам. Пееш? Пеем. Не сум те слушал, искрено. Да, но сега, нели, во Ретроманија, Љубомир е, нели, главен вокал. Ако треба евентуално некаде нешто да испееме, ако треба, нели, ќе го... Да, исто и Боби пее. Да, исто и Боби пее, да, како прв глас зборувам, нели? Иначе јас свирав долги години, свирав некаде 7-8 години низ казината и таму имав свој репертоар, странски репертоар, нели? Друг си имаше друг репертоар, трет си имаше трет репертоар и пред тоа пеевме, значи јас имав група, нели, уште како дете, тенеџери, група Луидор, не знам дали помниш. Демек сега, Дали- Љубе е подобар за тоа му даваш, а? И- Демек, а? Не е добар тоа. Помлад сум. Дел од Луидор. Не го знам. Мола? Дел од Луидор. Не го Да, знам. групата, да, тоа Се беше... сеќавам на таа група. Да, многу Од одамна. наше време. Првите снимки, нели, кои излегува на ТВ Вис, нели, беа со нашата група, да. А, не сериозен бев со ова, пак ќе си прашам, ова кафански песни пеете? Да не излезе дека сме кафански. Не. Па јас мислам, Не, па си има- прашувам, да, но- например некој сака, некој добре. Знам дека народно овие сега од Тефто Попиновски овој тип на песни, знам дека Се зависи од луѓето, од местото и од расположението. Може да извираме, да. Кафански Нема проблем. песни. Добро, мислам сега, Кои кафански Да. песни, некои турбо фолк го сметат кафанско, не. Во смисла дали имат ограничување, тоа по никоја Да. цена не Да, ме пеели, да, имате да. такви ограничувања. Значи имаме често Моментално пати кај мене. доаѓаат луѓе, нели, и вика, абе Љубо, дај нешто да Аца Лукас. Вика, не пеам. Ама нели ќе платам, ама не пеам, вика. До толку не. Значи има не дека јас сите ги почитувам. Да. Дали било Аца Лукас Да. или Лепа, Апсолутно. секој има свое лично индивидуално Така. демократско право да слуша и да пее што сака, нели? Да, да. Нема граници. Така. Но ние имаме до тука. Да, добро, па и потоа сте препознатливи и не џабе Ретроманија сте го ставили името. Идни планови, полека да привршуваме. Ке има ли нешто ваша, го спомнавме, но некако бевте скржави во одговорот, ке има ли некоја ваша конечно авторска песна после 2 години, ајде да помине концертот, не е проблем, ќе отвориме телефонски бројови, ќе собереме донации, нели, не оние средства кои што се потребни, а со оглед дека сте музичари, мислам дека можете една ваша авторска песна. Да, јас веќе многу сакам, нели, да направиме некоја наша авторска, ама не сме почнале нешто како трио. Конечно не сме одлучни. Да. Да, сме сега. одлучиле, да. Сега. Многу сте зафатени, кажете. Па да, тоа беше народното. Да. Немате Да, време одговор. да се сконцентрирате на тоа како
ваш сингл. Премногу сте зафатени. Сите тие кои имат направено авторско и тоа авторско, нели, кое е златно авторско, мислам дека повеќе не работеле друга работа, само тоа. Да, може би тоа е најубавите албуми кои се излезени дали 70, дали 80, нели да ги кажеме, на минатиот век. Ако погледнеме, прочитаме во нивната биографија, значи сето тоа го правеле на страна без апсолутно нема тезги, нема бакшиши, нема, значи сето тоа е концентрација силна. Да. И посветеност на тоа нешто што го работиш. Добро. Се надеваме дека, не знам, во иднина, после летниот период ќе поминат и свадби, па да, и сега е малку матурски, спутано се, се. да. Еве, кога ќе го гледате нашиот својкаст, ќе ви дојде мотивација за да почнете да создавате нешто авторско. Имаш ли кратки прашања, колега, или да... Блиц прашања? Блиц Се ми прашања? одговорија. Се ти Се ми одговорија? одговорија, да, се ми одговорија. И за 4 или за 5? Ајде да ведам сега. Види, да бидеме скромни, да бидам скромен, нема ни четворка ни петка, не дознав колку бакшиш имате. Кој е најтешкиот, односно најголемиот бакшиш за една вечер? Ајде да видам. Одговорот, професоре. После, значи. Барам нули да не кажам. Со 2 нули, со 3 нули. 3 нули, ама па и ти па 3 нули. Најмалку 6 нули. Толку не, ама со 4. Во денар или Кога идат странците, можно е. Можно е. Можно е кога. Ајде, професоре, да го слушаме одговорот. 4 нули, до тука некаде. До 4-5 нули, а? Па добро, 4-5 нули, па не е ни малку. Сметате ли дека даваат повеќе бакшиш на ако имате женско во групата? Нешто ако пее женски вокал? Да си прашам. Јас моето лично искуство 60% сум за, точно тоа, 40 против. Зошто? Што, извини, што 60 за, 40? За кога има девојче, нели, кога пее, мислам да, да, не сум 50-50 или не сум за, нели, повеќе. Не е тоа пресудно? Не е пресудно. Ама јас имам пак една друга девиза, дека жените подобро даваат бакшиш отколку мажите. Не. Јас сум човек што знам да дадам пари на музика ако ме полури така. Ние сме на сцена и кога има убава песна и убава, прекрасна интерпретација од страна на Љубомир, честно кажано доаѓаат, нели, остават. Значи ние немаме, не се движиме, нели, по маси или слично. Да, многу често се случува и келнерот фактички ќе дојде, гостин го, нели, го повикал. И он ќе донесе баш. Ова е интересно, прашаме, поттикне сега да го прашаме, Љубе. Ти си на микрофон. И женско друштво, ќе одиш? Не. Мојот стил на пеење и мојот начин на интерпретација не е таков. Ама жените канат? Не. Никогаш немаме отидеме. Не, имало... Колега, ќе пробаме женско друштво една вечер, ќе пробам, ќе ти кажам. Ама ја гледаш што ти кажа, нема да ти дојде. Имало ли случаеви кога требал свирката да заврши до 2, па сте продолжиле до 5? Секој пат. Икс пати. Икс пати. Се дължи тоа на убава зала и на добра публика, на фидбек од публика, на аплаузи. На бакшижи може. Не сакав тоа да го кажам, не сакав тоа да го кажам. Јас те надополнувам, Дечки, јас ви благодарам од моје име, навистина ми беше пријатно, се надеваме дека ќе успееме да пренесеме и дел од вашата атмосфера преку оние видео од Инстаграм, ако можеме да ги симнеме, чисто да допреме до сите оние кои што го следат овој подкаст и да ве бараат. Добро, сега може би октомври не, ама слободно нека ве контактира тамо на Инстаграм, кој им е слободен термин, зграбејте ги, односно закажете кај нив, бидејќи прават навистина на добра забава и едноставно може, ако ви сте се договориле до 2 часот, ве слушнавте, може да траат и до 5 часот, доколку има фидбек, има позитивна енергија, има навистина добро расположение. Морам само тоа да ги прашам. Прашај. Дозволи ми, колега, да се кажам. Сепак ги спомнавме младите и тоа дали колку се едуцирани за музика и се. Само кажете ми еден ваш совет за сите оние млади кои сакаат да станат музичари или имаат желба да се бават со музика. Кој би бил вашиот совет? Кратко. Љубо? Па да не се срамуваат, да не едноставно да пробат, не е страшно.
Не боле. Не боле воопшто. Доаѓаат ти пари, супер. Професор? Да слушат добра музика, мојот совет е. Да разпознава што е добра музика Да. пред се. Нели? Јас мислам дека во денешно време многу е лесно да земаме инструмент, да купаме инструмент и да застанеме, нели? Можеме и да наснимаме, можеме и с телефонот да се разговараме и инструментот да свири. Многу нешта има лесни. Но треба да слушаме пред се, треба да се едуцираме. Значи, јас во Струмица гледам, прекрасно свират и пеат една гитара и пее. Но знаат што сакаат. Имат слушано, имат репертоар, ги имат нештата скоцкано, тука се. Знаме луѓе кои свират четворица, па ништо не свират. Да, значи битна е едукацијата Да, и и не свират, и не звучат, и честно кажем. така. Да. Ве благодарам. Се Благодарам гледаме уште на еднаш, некоја дечки, убава се гледаме. свирка. Хвала и на вас, на поканата. А кој пее зло не мисли. Така е. Така. Така е, да. Ако сакате добра забава, Ретроманија на Инстаграм.